влог от Страва. Сега се качих на вагина. Чакаме да полета. От Меминген. Здраво на сите и добре дойдохте во мојот нов влог. Ние сме Македонија, ве снимив малце во авионот, како и секогаш. Почетен дел кога се оди некаде. Ние одиме сега Охрид. Влегуваме од родното село Туминец на Филип. И сега одиме на граница. Значи поточно од Албанија кон Македонија, од Стења кон Охрид. Така. Морам да кажам дека времето е потопло отколку Германија и повеќе има атмосфера. Lijako е ладно се уште, но има некако сонце со заби. Зошто? Кажам после запре камерата. Ајде. Филип многу ме критикува дека јас сум ја мрдала камерата, дека снимам. Знам, ама јас не сум професионален камерман. Току Филип е, а тој мене воопшто не ми помага. Сега, па се вика албанско возење. Затоа секогаш имајте врзан каиш за вакви случаеви и си бидете сигурни. Се приближуваме кон граница. Догана. И сега одиме кон Македонија. Таман ке имам интернет. Сега возиме кон Стења. Зошто лименката да не му се направи херпес? Битингата, на? Зашто многу си прецизен, многу си некако, како да кажам. Но викам, купи ми ментол мастики, тој ме купува вакви. Вакви не джвакам. Сега ќе се скараме. Ја сме ресен сме. Ресен сме, поречеште. Ама зашто прашувам? Извини, дечко, ресен сме. Нас не застана полицијата иначе. Обично секогаш не застанува и ни пишува казни. Го изчистувал. И? Да му добие. Взема две вика да натекара, ако вземеш едно нормално цветен. Мастиките? Ако жена ви повара мастики, купете и 2 пакетчиња. Оти ако купите едно, најверојатно ќе ви се налути. После тоа се разбира Филип мораше да ми купи други мастики и сега имаме 2. Женските се многу комплицирани суштества. Мислам дека сите, не само јас. Јас многу специфично, ако кажам дека сакам мастики, значи јас ги замислувам какви се тие мастики. А ти ми ако ми донесеш други, готово. Значи одиме на друго место да купиш други мастики. Така точно? Така. Така е. Затоа беше Филип да купи други. Доказ имам. А машките не се комплицирани. Многу има овде кривини и многу лошо се вози и мене ми е веќе лошо. Што кога го каишо? Се прекине. Што не прекинува, снем песната. Ете сме, ние се идиме од Охрид кон Ресен возиме. Тоа што планиравме не го завршивме. Не можам уште да ви кажам што е, затоа што не е официјално. Но очекувајте, ќе ви кажам сигурно во некој од наредните видеа. Има многу некако некогаш
компликации со документи, не може да се заврши се работа како што планираш, но мислам дека ќе средиме. Не бевме никаде специјално на шетање, само дојдовме да завршиме една работа што не ја завршиме, но нема проблем, затоа што ние и така се уживаме во Македонија. Така е дошо? Ей! Што ја да ги снимаш. Јас пак вкула ви се снимам. Како што ви кажа вчера, не завршивме работа, но денес завршивме се што имавме и можеме мирно сега да се замидиме за Германија, без да размислуваме многу. Тука се тие документи што не мачеа, што не можевме да ги завршиме, но сега е се готово. Вие ќе да знаете во иднина за што се работи, затоа што сега уште не можам да кажам. Филип ми се смеи. Ти што имаш душо да кажеш од твојот мини одмор во Македонија? Јас ти ви кажам, не сака да се оди Германија и не сака да се снима. Сега одиме да се сретнеме со едни наши пријатели и од тука ги паковаме коферите, торбите и заминуваме околу 2 сата ноќеска за Скопје, затоа што летот за назад не од Скопје. Мораш така да букираме. Каде што живее Филип до Скопје има некаде околу колку сати има? 3? Околу 3 сати патување и на аеродром малце порано што треба да бидеме и си одиме за Германија. Фала Богу, јас сум утре слободна. Ќе се одморам малце и в петок продолжувам да работам, затоа што некако ми дојде многу одмор јануари и февруари. Ова не беше одмор, ова беа обврски, но сепак на работа се смета како одмор. Немаше да можам да се дојдам ако не земев одмор. Ние бевме во Су, во ресторанот. Јас јадев цезар салат, Филип пијаше кафе и многу е убаво наружано со срцина, со така некои мотиви љубовни. Денот на влюбените уште 2 дена. Јас се уште неам поклон за мојот маж, но мислам дека ќе му подарам нешто многу повредно, а тоа е љубов. Неколку дена покасно ние се вративме веќе во Германија. Имам чувство како ништо да немам снимано Македонија и тоа е така. Снимав 2 пати кога одевме во Охрид, во кола. Таму цело време трчавме, ништо баш и немав интересно. Тоа што сакав да ви го кажам е дека ние бевме само 4 дена во Македонија и имавме работа. Сега ќе ви кажам и зошто. На почетокот на влогот не можев баш да ви откривам, затоа што не беше сигурно. Имавме, да кажам, многу препреки. Не можевме да завршиме работа како што треба. Ние најпрвен, ние секој пат кога си идиме од Македонија си носиме македонски работи, затоа што многу ни недостасува. Тоа се ајвар, некои сувомеснати, Филип се зема сирење, јас не јадам, кетчап мајонез од витаминка, смоки, чокостоби флипс исто и некои такви работи. Не можам да ви опишам колку обожавам ајвар. И ови исто така. Сега вака да седнам и да ви објаснам пообширно зашто бевме ние Македонија. Јас и Филип долго време размислуваме да вложиме пари во нешто.
таа одлука ја донесовме уште пред свадбата, по свадбата, тој период, но не знаевме во што. По некое време, случајно видовме дека има многу станови во изградба низ цела Македонија и одлучивме да купиме стан кој се уште во изградба со локација во Охрид. Јасно ви е, затоа што цело време таму одевме. Купивме стан во Охрид и многу се радувам затоа што тоа е една од нашите поголеми инвестиции. Станот се уште не е готов, ќе биде готов некаде кон крајот на 2026 година, но секако ние не планираме да живееме таму. Тоа е само како една инвестиција, а подоцна не знам дали би го продале или би го издале. Тоа ќе одлучиме во иднина, што му ќе биде готов. Искрено многу се радувам, затоа што тоа е прво нешто што јас сама и Филип исто така го направивме и мислам дека вреди. Нашиот проблем беше со документи, во смисла да докажеме од каде ни се парите, затоа што ние, како што знаете, работиме тука и не извадовме документ кој што е потребен за документ од банка, кој што е потребен да го покажете од каде ви се тие сите примања, па така малце имаше трчање наваму натаму, но на крајот се реше. Да. Тоа е тоа. Јас се надевам дека уживавте во овој влог, иако беше краток, но и сами знаете дека не можам да пропуштам патување некаде, посебно за Македонија, да не уклучам камера. Тоа ми е така еуфорично, не знам и сама. Се надевам дека уживавте и ја гледам во моето следно видео. Чао!